Здраво на сите, јас сум наставничката Виолета Крвановска и работам во основното училиште Свети Климент Охридски во Титово и сум оделенски наставник, предавам во 4-то оделение. За денеска во ова видео имаме можност да видиме како се уредува страница во Word документ, а тоа е предметот работа со компјутер. Се надевам дека ова видео ќе ви помогне да ги усвоите содржините кои се планирани и ќе видите доста полесно во работата во уредување на страница. Ајде да видиме што ќе се работи во ова. Уредувањето на страница значи дека треба да ја донесеме страницата во онака како што сакаме да изгледа. Тоа значи да ги подесиме нејзините параметри, маргините, да го уредиме текстот, да направиме преглед на самата страница и да можеме да вметнеме објекти, значи слики, да подесиме боја на страницата и исто така да можеме да нацртаме одредени предмети кои ни сакаме или геометриски фигури. Тоа ќе го видите подоцна. Ајде да видиме како го изведуваме уредувањето на страницата. Со самото отварање на Word документот ја добивате оваа слика. Значи со самото отварање на Word документот го добивате ова овде што ви е кажано, односно тоа се вика лента со менија за уредување на страницата. Како прво ви е файл, потоа ви е Home, па Insert, Design, Page Layout, Reference, Mailings, Review и View. За да почнеме со уредувањето на страницата, најпрво одиме со менуто Home, како што е прикажано на самата слика и гледате дека ви е заокружен со црвено, со тоа што ја добивате оваа работна лента. Кога ќе ја добиете оваа работна лента, најпрво што треба да направите е да го уредите вашиот текст, односно онака како што сакате да биде уреден. Во ова видео накратко ќе ви објаснам како треба да биде уреден текстот, односно основните уредувања како тој треба да изгледа. Во ова поле овде, значи во овој дел овде, ја пишуваме односно обележуваме како фонт сакаме да ни видат покритат и која е нивната големина. Кога ќе кликнете на ова мену, ќе видите дека имаме различни големини, различни фонтови, така да во согласност со како сакате да изгледа, така и ќе го направите текст. Понатаму, она што треба да направите е да го разгледате, да ги разгледате овие три опции, а тоа е дали сакаме текстот да ни биде обележан, болдиран, да ни биде закосен или да ни биде подвлечен. Со секој кликање на овие три опции добиваме различен изглед на текстот. И уште нешто што е доста важно е порамнувањето на текстот. Кога сакаме текстот да изгледа порамнет од двете страни, ја користиме оваа опција. Кога сакаме да биде порамнет од десната страна, ја користиме оваа опција. Оваа опција овде ни служи за местото каде што сакаме текстот да изгледа порамнет, односно подреден на средина, и последната опција, односно текстот ќе биде порамнет од лева страна, од десна ќе биде вака како што изгледа. Ете така, значи, тоа е за овој дел, односно за уредување на текст. Ајде сега да видиме понатаму што ни гледа. Понатаму го имаме менуто Insert. Значи гледате дека и тука ви обележано, односно заокружено со црвена боја. Сега, тука во Insert имаме, како што гледате, работна лента во која имаме најразлични опции. Меѓутоа, за вашата возраст, доволно е овие опции кои што се тука прикажани да ги разгледате. Ајде да видиме што е видно. Значи, во самиот документ или на самата страница можеме да вметнеме табела. Значи, со самото отворање на ова мену излезува уште едно патечко мену, каде што ќе одберите колку редови и колку колони треба да има табелата. Понатаму, исто така, можете да вметнете и слика. Значи, кога ќе кликнете тука, ви дава опција да вметнете слика од интернет, значи директно да поврзува со пребарувач, или ви дава опција да вметнете слика од онаму од вашиот компјутер, онаму каде што вие рачувате. Она што е доста важно е цртањето на најразлични форми. Со кликнување на ова мену овде, значи,
ви се отвора уште едно паѓачко меню, каде што имате голем број на форми. Со кликањето на самата форма и развлекувањето налево и надесно, можете во самиот документ на самата страница да нацртате најразлични форми. Во овој дел овде, како што ви е прикажано, значи имаме header, footer и page numbers. Header, тоа е уредување на страницата, односно пишување на страницата на најгорниот дел, така што со самото пишување во header ви излегува на секоја наредна страница. Додека пак footer е пишување на најдолниот дел на страницата, така што тоа што ќе го напишите во header и во footer ќе ви излегува на секоја наредна страница. А ова опција или команда ни дозволува да можеме да напишеме страници на самиот документ. Ајде сега да продолжиме да видиме што имаме во менуто дизајн. Значи во менуто дизајн, тоа е ова мену, што ви е подлечено со црвено. Важно е да ги знаете опциите кои што тука ви се подлечени со така со црвено и со самото одбирање на било која од овие опции тука ви ги представува онака како што се на сликата. Значи дали сакате насловот да биде поголем, па буквите поситни, дали сакате да биде центриран, напишан со сина боја, да биде од лева од десна страна и така натаму. На тој начин го уредувате текстот доколку сакате. И она што е исто така доста интересно е page colors и page borders. Во page colors имате опција, значи кога ја кликнете ова опција, тогаш имате можност да ставите боја на страницата. Значи ставате боја онаква каква што ви сакате. Например, да речеме дека страницата сакате да ви е со црвена боја, додека пак буквите да ви се со жолта боја. При поврзување на принтерот во боја, ви ги пази ја печати страницата онаква каква што сте отворили. Додека пак опцијата Page Borders ви дава можност на самата ивица, односно на рабовите на ивиците, да може да поставите било каква рамка. Кога ќе отворите ќе видите, ќе забележите дека има најразлични видови на рамки и на тој начин ќе ги поставите. Да продолжиме понатаму. Сега го имаме менуто Page Layout. Во Page Layout битно е да знаете на кој начин да ги поставите маргините, како да биде ориентиран листот, колкава големина да има и овој дел овде, кој ни прикажува колкаво сакаме да биде растојанието. Ајде да почнеме со уредување на маргините. Уредувањето на маргините се врши со тоа што ја кликаме ова опција и тука ни дава повеќе можности. Значи дали да биде во нормална димензија, дали сакате да бидат маргините поместени налево, надесно, значи одбираме која опција сакаме да ја односно како сакаме да ни изгледа страницата. Затоа одбираме опцијата Normal. Понатаму одиме во Orientation, имаме Landscape и Portrait. Portrait е исправено, а Landscape е легнато. Односно одбираме, еви тука како што можете да забележите, има две опции, значи тука да се покажеме две опции, со одбирањето на едната или другата и се поставува страницата. Потоа имаме Size, односно големина, тоа значи колкав формат сакаме да ни биде нашата страница. Најчесто се користи A4 формат, значи A4 форматот е најчесто заставен и но меѓутоа може да користите и различни други формати, како што е Letter, па имате BPEG, A5 и така натаму, значи во зависност од тоа како сакате да изгледа страницата, дали печатите стихозбирка, некој важен документ, некој интересна песна и така натаму, одбирате по каков формат ќе ја уредите. И она што е исто така доста важно, имате spacing. Значи, колкава да биде оддалеченоста во редовите. Вака како што е наместено во овој пример, даден на сликата, тоа значи дека имаат нормално растојание и нема потреба да го менувате. Меѓутоа автоматски, значи вака како што е поставено, јас тоа го поставив. Меѓутоа често пати во овој дел, каде што пишува After, е 8 или 10. Значи добро е за подобар изглед на текстот, тоа да го направите да биде 0, односно како што тука изгледа. Се надевам дека беше доста јасно објаснувањето и дека ќе ви помогне да ја изработите вашата задача. Она што треба да направите е да отворите Word документ.
ставете ги во каков текст или можете да искористите некој документ што го имате во вашиот компјутер. Под текстот треба да нацртате 2 кругови и еден правоаголник. Тоа треба да го направите со менуто Insert и Shapes. Одбирате правоаголници и кругови и ги цртате, значи под текстот. Потоа треба да ги нумерирате страниците. Раната треба да биде со црвена позадина, форматот А4, ориентација Landscape и документот да го снимите и да го испратите на вашата наставничка. Се надевам дека ќе ви биде доста забавно, дека научите доста од ова видео и дека ви помогнав да ја сватите ова содржина. Пријатна работа и се надевам дека наскоро ќе се видите со вашата наставничка во ученицата. До гледање!